А сега ја повикувам подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Ана Павлова Танева. Добро вечер, драги пријатели. Слушам Груевски утре ќе го посети вашиот град. Од денеска ги подготвувале списоците. Од денес порано ги пуштале наставничките и јавната администрација дома да се подготват да го наполнат домот на културата. Па сега да одиме, сега да влеземе внатре, повеќе не има и нема да не собере. Толку ли Груевски можеш во Битола? Домот на културата да го наполниш и маса народ по список изведени надвор да чекаат за да ги снимат твоите медиуми, да кажат дека нема место да влезат, да те видат твоите симпатизери. Излези Груевски како што дојде лидерот на опозицијата во Битола, нека те пречекаат 6, 7, 8, 10.000 луѓе на улица овде. Дојди Груевски и ти Талески како јас што дојдов, да прошетате и сами луѓето да се соберат, без притисок, без списоци, без уцени, без закани. Дојди како што шетаме ние 50 дена поред, нека ти мафтаат од балконите и терасите луѓето, нека те отпоздравуваат со тупаница. Не можеш тоа Груевски во Битола да го постигнеш. Кажа предходно мојот колега професорот Атанасовски, предходниот говорник. Денес го менуваат повторно по кој знае кој пат сами самцати во собрание закон за високо образование. Знаете ли што предвидоа? Сите луѓе без оглед на возраст, пол, нација, кога дипломирале, каде дипломирале, не е важно. Сите да можат да дојдат и 5 испити, каде што имаат 5-6 да си ги преполагаат, да добиеле 10-ки. Груевски се срамиш ли од 6-ките собствени за себе ли го носиш законов, сега во прилепли ќе одиш да преполагаш? За тоа ли закони носиш? И просекот да си го кренеш, кога не можеш рейтингот? Уличар, 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 уличар. Драги битолчани, ви благодарам многу на сите вас, на сите граѓани ширум Македонија кои 50 ден поред во најголем студ и зима маршираат по улиците за да го покажат својот отпор, да го покажал својот револт. Денеска Груевски излезе категоричен и кажа нема да има избори. Нема да има предвремени парламентарни избори. Груевски, не зависи веќе тоа од тебе. Нема бегање од народната волја, од народниот суд, од народната казна, долга е раката на народот. Некои работи веќе не зависат ниту од тебе, ниту од твоите министри, ниту од претениците во собранието. И колку повеќе го одлагаш судниот ден, и колку повеќе бара време за да владее, колку повеќе го одложува судот на народот, толку поболен, толку потежок падот негов ќе биде. Дозволи им на луѓето да си го кажат и да го дадат својот глас. Дозволи им на граѓаните слободно да изберат за која Македонија се определиле. Она што ти ни ја покажа на 24 декември. Она што значеше сила, оружје, тепање, терор, насилие. Или она што ние го ветуваме, она што ние го бараме. Слободна, демократска, просперитетна држава. Од храмот на демократијата, срам за демократијата македонска направи на 24-ти. Затоа се собираат луѓето на улица. Затоа огромен број неопределени кои во животот не планирале со политика да се бават, ниту партиска страна да заземаат, сам Груевски одлучи да ги убеди дека треба нам да ни се приклучат. Ни помогна само со постапката на 24 декември. И сега, како и од сите градови предходно во овие 50 дена што јас ги поминав, на ваков граѓански, народен парламент, бидејќи од собранието на Република Македонија не изфрливте, ама од овде не можете да не тргнете. И сега, како и во секој предходен град,
ги повикувам и Трајко, и Груевски, и Јанкуловска, и Ставревски. Пробајте овде и мене, и Јаце, и Менде. Пробајте од овде да не извлечете. Пробајте од оваа говорница да не тргнете. Пробајте овде да ни го земете гласот. Донесете ги овде своите обезбедувачи. Ке завршам со апел до Груевски. Одлучи се, подобро е со добро, изброени се деновите. Немој да го тераш народот да се соочува еден кон друг. Немој да мислиш дека на 24 март Талевски ќе се прошета овде без опозиција и ќе има легални и легитимни избори. Ќе му се спротистави народот, нас проти себе народот ќе го има. Нека не те лаже умот дека може лесно да поминете. Има време, размислете, може да се седне, може се уште да се разговара и овозможи му на овој народ да си го каже гласот и да си го даде гласот свој. На крајот ќе завршам онака, бидејќи верувам во Македонија, верувам во народот наш, верувам во химната наша државна, онака како што секогаш завршувам, онака како што народот опеал во државната химна и ден денес ја пееме и на неа и се поклонуваме. Македонија слободна, слободно ке живее. Благодарам.